Скандал во собранието. Власта не се појави на седница на која требаше да се расправа за пожарот во Тетовската болница и автобуската несреќа во Бугарија. Ниту СДСМ, ниту ДУИ не дојдоа на комисијата на која требаше да се отвори дискусија за ужасните трагедии кои однесоа жртви. Опозицијата го обвини мнозинството дека намерно била закажана седница за уставните судии и тоа во ист термин за да се тргне фокусот од дебатата за несреќата. Според ВМРО-ДПМН, неприсуството на мнозинството оди во прилог на затешкување на случаите. Морбидноста се прелева и во ова собрание, заради тоа што мнозинството во ниеден момент не најде за интерес да разговара за животот на граѓаните. По истиот принцип можете да најдете информации за заем од 90 милиони евра со кои што се граде овие модуларни болници. Имињата на фирмите Брако и Аритом за 3,6 милиони евра. Да, парите се секогаш во гроб план, она што е во интерес можеби на некои политички структури, но не на сите. Власта не дозволува да расправаме за информацијата за сообраќајната несреќа на автобусот на Беса Транс, како и несреќата на модуларната болница во Тетово, обвини председателот на Комисијата за заштита на слободите и правата на граѓаните Халил Снопче. Рече дека поради отсуство на пратениците од власта, комисијата немало кворум за расправа. Тија е изгубила сенсот од реалноста. Да не се дојде на ова седница да се бойкотира информација за вакви точки, е да не сочувствува со болката на народот. Фадил Зендели од Беса пак рече дека двете несреќи биле прашања кои не допираат длабоко во нашите срца, но секако и во работата на институциите. Тој ја обвини власта дека таа бойкотирано и дека бега од одговорност. Ова е бегање и од одговорност, но и од на некој начин излегување на виделење за одење на предвремени избори, бидејќи ова мнозинство нема капацитет да се справува со предизвиците. Ели Панова пак од ВМРО-ДПМН оцени дека како што собранискиот спикер Талат Джафери неодамна избегал од расправа за повреда на етичкиот кодекс, сега власта бега од расправа за несреќи во кои имаше и човечки жртви. Инаку автобуската несреќа во Бугарија со автобусот на Беса Транс лани во ноември загинаа 46 лица, а во пожарот во модуларната болница во Тетово пак исто лани во септември животот го загубија 14 граѓани.